Центарот за советување и помош на жени Лидија од јануари до мај успеале 6 мајки да ги предомислат во своите намери. Наместо абортус, на своите неродени деца да им подарат живот. Интересен е фактот, посочуваат од советувалиштето. Најголем дел од жените кои одлучуваат да ги задржат своите деца се од многодетните семејства. Луѓето мислат дека доколку семејствата се финансиски постабилни, дека тие имаат повеќе, им дават повеќе, би имало повеќе шанси да им дадат прилика на нивните деца да дојдат на овој свет. Меѓутоа, нашето искуство покажува дека почесто за живот се одлучуваат семејствата кои што финансиски се еве да речеме финансиски послабо стојат. Значи нашето искуство дека имаме доста трето, четврто, па дури и пето дете во семејство. Под зидовите во советувалиштето може да се видат слики во рамки од мали дечиња, за кои Јорданова вели дека тоа се нивните деца. Децата чии мајки го промениле своето мислење и наместо да ги абортираат, одлучиле да им дадат живот. Ние како центар сакаме и се грижиме за овие семејства, не само да го донесат на свет, меѓутоа остануваме во контакт најчесто со родителите, односно тие не контактираат и сме во тек, барем во првата година од животот на детето им помагаме доста на семејствата, посебно на семејствата кои што се во незавидна финансиска положба, значи помошта најчесто е во памперси, детска облека, кревечиња, колички. Досегашната пракса покажува дека за абортус почесто размислуваат жените од урбаните, наместо жените од руралните средини. Стравот дека ќе загубат кариерата е една од најчестите причини за абортус.